Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Каналус. Освен како топлинска енергија, геотермалната вода е потенцијална можност за производство на струја. Во владата веќе се преземале активности за законско регулирање на условите под кои овој потенцијал во Македонија би можел да се искористува за таквата намена. Геотермалната енергија наскоро и во Македонија би можела да се искористи како извор за производство на електрична енергија. Такви се плановите што произлегуваат од преземената обврска до 2020 година од вкупното производство на електрична енергија кај нас 20% да биде од обновливи извори, каде освен соларната и ветровата се вклучува и геотермалната енергија. Бидејќи досега овој сегмент не беше докрај правно регулиран, државата презема конкретни чекори за донесување соодветни законски одредби. Владата е во фаза на анализа да се измени тарифникот за повластени тарифи за производство на електрична енергија, каде што ќе се утврди тарифа за производство на електрична енергија од геотермална вода, која што моментално ја нема. Тоа би било предуслов да се изнајде инвеститор кој што би изградил електрична постројка, односно постројка за производство на електрична енергија. Со тоа би се зголемил и енергетскиот потенцијал на Република Македонија, на Кочани, на регионот, а тоа би значило и дополнително инвестирање и економски бенефит за регионот. Во Македонија во моментот има 7 концесионери за користење на геотермалната енергија, а оценките на Министерството за економија се дека најуспешен меѓу нив е Кочански водовод. На барање на предпријатието, специјализирана чешка компанија изготвила физибилити студија за потенцијалите за производство на струја од геотермална енергија. Анализата покажала дека постојат добри предвидувања за геотермалното лежиште подлог бања, каде струја може да се добива од геотермална вода на длабочина од над 2000 метри, каде се очекуваат температури и од над 110 степени Целзиусови. За да се реализира целата активност, неопходни се дополнителни геофизички истражувања. Пресметките се дека за сите истражни работи и за изградба на така наречената бинарна централа, што би имала капацитет од 3,2 мегавати, ќе бидат потребни околу 16 милиони евра. Во Кочани се одржа првата транснационална конференција за иновативно искористување на геотермалните ресурси во земјите од југоисточна Европа. На средбата беа представени досегашните искуства од експлоатацијата на топлата вода од земјата, како и можностите за нејзино догревање, со што би се прошириле начините за поефикасно користење. Во Кочани се одржа првата транснационална конференција на земјите членки во проектот за иновативно искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа, GEOSEA. Една од главните теми за кои се разговараше на средбата беше пилот проектот за користење на потенцијалот на биомасата во Кочанската котлина, што во комбинација со геотермалната вода може да се употреби во така наречени хибридни системи за топлификација. Општина Кочани е дел од мрежата проектни партнери на GEOSEA и прва во Македонија според искористеноста на геотермалните потенцијали. Се прават анализи, се прават испитувања дали и на кој начин може да се врши догревање на оваа наша геотермална вода, за да може да се користи во повеќе намени, да не биде како досега само за онаа намена која што беше само во земјоделието. Очекуваме дека стручните лица ќе го кажат својот збор. Најпрвин приоритет е биомасата и дека ќе имаме едни такви анализи, такви согледувања, такви проекти за користење на биомасата во општината Кочани, која што досега не се користеше, а знаеме дека и таа спаѓа во овие зелени енергии. Како еден од потенцијалите на биомасата, што скоро воопшто не се искористува, на конференцијата беше спомената и оризовата слама, но и други биолошки отпадоци. Од Македонската асоциација за геотермална енергија, МАГА, велат дека се свесни оти не може целата биомаса да се искористи за зацртаната цел, пред се поради неисплатливоста на транспортот и преработката. Нашата цел е секако она што го имаме замислено, да ги испитаме можностите за проширување на капацитетот на топлинскиот систем за загревање. Во принцип, најверојатно ќе се однесува најмногу во прва фаза за загревање на јавните згради, бидејќи се тие како најреални објекти кои би можеле да се приклучат на ваков еден систем, меѓутоа отвара можности понатака за приклучување на неколку други зони на Кочанската општина.
Во моментот се уште се прават истражувања, пресметки и анализи на потенцијалот за искористување на биомасата во Кочанско. Првите реални показатели од проектот, рекоа од Мага, се очекуваат во јуни наредната година. Тогаш ќе се знае дали и во колкав обем проектот би можел да се реализира во практика и колку пари ќе бидат потребни за тоа. Неконтролираниот диабет го зголеми бројот на лицата со ампутирани нозе, покажуваат истражувањата. Болните од диабет не ги прават потребните испитувања, важни за одложување на компликациите од болеста, покажала анкетата спроведена на 1500 пациенти со диабет. Што значи добра контрола на шеќерната болест? Предавање од специјалисти ендокринолози од клиника од Скопје за болните од Кочани. Форум и предавање за пациенти со диабет тип 2 се одржа во салата на Општа болница, чија главна цел беше да се објасни што значи добра контрола на шеќерната болест и кои испитувања треба да ги прават овие лица во текот на годината. Македонија предничи во бројот на лица со диабетично стопало и ампутации на нозе, како компликација од неконтролирани одредени параметри во текот на болеста, со кои, ако се контролираат, значително се одложуваат и намалуваат компликациите. Значи, пациенти колку години имаат таа состојба, колкав процент имаат одредена старостен период, односно одредено време траење на диабетот, колку пати биле годишно на очни прегледи, колку пати на преглед на бубрези, колку пати на преглед кај кардиолог, колку пати гледани крвните садови и очите. На предавањето специјалистите од ендокринологија од Скопје ги представија резултатите од направената анкета на 1500 лица со диабет во облик на прашалници, кои содржале прашања кои испитувања ги направиле пациентите во текот на годината. Анкетата покажала незадоволувачки резултати. Најголем процент скоро да воопште не ни биле на одредени прегледи биле застапени, али со мал број на пациент и одреден процент на пациенти испитаници не дадоа ниту одговор дали уопште биле или не. Во секој случај, општиот заклучок е дека не е задоволителна контролата која треба да ја направат, со кој што можеме да направиме проценка во каква метаболна состојба се, дали се добро контролирани или не. Анкетата јасно кажува и тоа дека за нередовната контрола на споменатите параметри не се виновни само пациентите, туку во голема мера вината ја носат лекарите, бидејќи не ги праќаат пациентите на потребните испитувања. Голем дел од предавањето се однесуваше и на превенцијата од болеста, затоа што драстично се зголемува бројот на деца диабетичари, како и значително се намалува старосната граница на лица со диабет. 6 лица заболени од сезонски грип во Кочани регистрираше Центарот за јавно здравје. Во случај на драстично зголемување на бројката, а лекот Тамифлу го има во доволни количини. Во Центарот за јавно здравје Кочани од почетокот на сезоната регистрирани само 6 случаи на сезонски грип. Бројката на заболени засега не е загрижувачка, но поради наглото паѓање на температурите не може да се предвиди дали уште долго ќе остане на мала бројка на заболени, велат од Центарот. Затоа одговорните од Центарот ги обезбедија доволните количини на лекот Тамифлу, кој се дава во случај на диагностициран грип кај пациентот, вели директорката доктор Благица Ѓурковиќ. Бројката на заболени е повисока со оглед на фактот дека поголем број пациенти не одат на лекар и се лекуваат во домашни услови, велат лекарите. Но сепак препораките до населението се сите оние пациенти кои не се во ризичната група, а ќе забележат симптоми на грип, како температура, кашлица, главоболка, болки во мускулите, солзење и кивање, да се лекуваат во домашни услови со симптоматска терапија, парацетамол, витамини и топли напитоци. Но состојбата треба да се следи и доколку за 3 дена не се смири, туку се влошува, да се побара лекарска помош. За хронично болните кои се дел од ризичната група и постарите лица над 60 годишна возраст, деца под 2 годишна возраст и бремени жени, веднаш да побараат помош од матичните лекари, за да се добие антивирусна терапија и лекот Тамифлу, кој треба да се даде што поскоро во првите 48 часа. Лекот е бесплатен и се зема со препишан рецепт од матичниот лекар. Виница го донесе стратешкиот документ за справување со корупција со 3-годишна важност од 2014 до 2017 година. Пред официјално да биде презентиран тој, претходно ќе помине на разгледување во Советот. Проектот го спроведе Сдруженијето обучувачи на јавна администрација под менторство и со метод по романски урнек.
Виница е една од двете општини во Македонија што реализира ваков проект. Тој е дизајниран со цел да им помогне на локалните власти преку партиципативен процес да изработат стратешки план за лекување и спречување на корупцијата. Процесот течеше во периодот од март до декември годинава со директна вклученост и учество на општинските представници. Целиот проект се одвиваше во две фази. Во првата беше поставена диагноза насочена кон идентификување на активностите на локалните власти што се најранливи на корупција, пошто беа предложени решенијата и стратегиите како да се продолжи понатаму. За сите прифатливи решенија беше утврдена временска рамка за реализација и беа назначени одговорни лица. Документот на општина Виница за справување со корупцијата ќе биде презентиран на конференција во Љубљана, организирана од Светска банка во периодот од 15 до 18 декември, откако тој претходно ќе помине на разгледување во Советот. Презентацијата ќе ја вршат градоначалникот Емил Дончев и координаторот на проектот Љупка Симоновска. Изработката на овој стратешки документ во Виница представува составен дел од пошироката визија на општината за одржлив раст и развој. И во услови на штрајк, железнички сообраќај на релација Кочани-Скопје се одвива без застој. Вработените добија уверување за целосна исплата на платата, иако во колективот и понатаму врие. Железничкиот сообраќај на релација Кочани-Скопје, како и на другите линии, се одвива без застои и ограничувања. Независниот синдикат на машиновозачите на Македонија, посредба со раководството на Македонски железници транспорт, го стави во мирување штрајкот што го почна во средата. По средбата беше постигнат начелен договор околу барањата на синдикатот за исплата на платата во цел износ на крајот од месецот и за одлуката за прераспоредување на двајца машиновозачи на пониски работни позиции. За 10 дена треба да завршат и разговорите за потпишување на колективниот договор. Менаџментот на предпријатието ќе вложил максимални напори за исплата на целиот износ на платата до крајот на месецот, зависно од состојбите во Македонски железници. Синдикатот не беше задоволен до сегашната исплата на платата на 2 рати. Покрај независниот синдикат на машиновозачите функционираат уште 5 синдикати. Во тек на штрајкот, што почна во средата, немаше никакви прекини во железничкиот сообраќај и покрај најавата од синдикатот за редуциран сообраќај на возовите. Според тврдењата на раководството на синдикатот, машиновозачите што не се негови членови прифатиле да работат под притисок на менаџерскиот тим. Независниот синдикат на машинскиот персонал на Македонија не доби поддршка за штрајкот од своите колеги од синдикатот на машинскиот персонал. Локалната самоуправа за догодина ја планира набавката на репрезентативен материјал со карактеристиките на општината. Веќе е објавен јавниот тендер за најповолен понудувач на материјалот, а изборот треба да се направи во почетокот на идниот месец. Близу 3000 евра планира да потроши општина Кочани за набавка на репрезентативен материјал за идната година. Со овие пари ќе се набавуваат подароците што вообичаено се даваат во посебни и свечени пригоди, при посета на странски и домашни делегации, на компании, како и на спортисти, ученици и други граѓани од општината, кои покажале значајни достигнувања во различни области. Ваквата практика се применуваше и досега, при што едно од барањата беше на репрезентативниот материјал да се втиснати или отпечатени обележјата што ја карактеризираат општината. Вообичаено тоа се општинскиот грб и знаме или пак оризовите класија, жетврка во традиционална носија и слично. Иако сумата што е предвидена за намената е релативно скромна, од локалната самоуправа сметаат дека со неа без проблеми ќе може да се реализира набавката на целиот репрезентативен материјал за догодина. Во моментот тече рокот за пријавување по јавниот тендер за најповолен понудувач, а изборот на фирмата се планира за почетокот на идниот месец. Понудата има важност од 60 денови, а трошоците за набавка на материјалот ќе бидат покриени од буџетот на општината. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија. Без струја в петок 29 ноември ќе останат корисниците од улицата Раде Кончар во населбата Калиманова глава. Прекинот ќе биде во периодот од 9 часот до 15 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие райони.
И за крај информацијата од спортот. Одиграно второто коло во женската кошаркарска лига за основки. На врвот се издвои екипата на Свети Кирил и Методи. Второ коло во училишната лига во кошарка за девојчиња. Според распоредот се одиграа два надпревари. Во првиот екипата на Раде Кратовче загуби од Никола Карев со резултат 10:22, додека во вториот Свети Кирил и Методи ја совлада Малина Попиванова со 27:20. На табелата води Свети Кирил и Методи со 2 победи во исто толку средби и 4 бода. На делба на втората и третата позиција се Малина Попиванова и Никола Карев со по 2, а последна екипата на Раде Кратовче без бодови. Третото коло се игра следниот четврток. Двојките се Малина Попиванова, Никола Карев и Раде Кратовче, Свети Кирил и Методи. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!